ВМРО ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз денеска во нов дуел за економијата и стопанството. Државата скапа ја плаќа неспособноста на владата и Христијан Мицкоски изнесоа од Социјалдемократскиот сојуз, потенцирајќи ги 17.000 помалку работни места. Фрапантни се податоците кои покажуваат дека по доаѓањето на ВМРО ДПМН на власт во 2024 година во земјава има над 17.000 помалку вработени. Тоа е директен резултат на погубните економски политики, хаосот и несигурноста, како и напуштање на политиките кои ги воспостави СДСМ за стабилна и одржлива економија. Граѓаните ја чувствуваат економската стагнација секој ден, на работа, на пазар, на семејна трпеза, но за власта приоритет се манго, папаја, луксузни патувања за функционерите, а не потребите на народот. Изнесоа од Социјалдемократскиот сојуз. Владата активно работи и превзема мерки за поддршка на стопанството за отворање на нови работни места, реплицираа од ВМРО ДПМН, осврнувајќи се на најавените надворешни инвестиции. 40 милиони евра за самовработување и 250 милиони евра за поддршка на фирмите. СДС добро знае дека работниот однос е оној врз чија основа се воспоставува приемот во пензиското и инвалидското осигурување и дека фондот не прави анализи за причините поради кои има движење на бројот на активни осигуреници кои се во работен однос или истиот го прекинале. Во однос на тоа што СДС вика дека нема стратегија за вработување и отворање нови работни места, ги потсетуваме дека владата донесе оперативен план за вработување 2025 во вредност од 40 милиони евра за отворање на 16.000 нови работни места. Стои во реакцијата на партијата.